Колеги пратеници, денес и на комисијата имавме жолчна расправа по многу законски решенија, негде околу 8 закони, меѓу кои е и овој закон за јавен долг. Да не филозофираме, овде треба да слушнат граѓаните и да разберат за што всушност се работи. Значи, одвојување од фискалната стратегија во стратегија за јавен долг, во кој точно ќе се информираат граѓаните дека јавниот долг нема да помине поголем процент од 54,2% во делкот на 2019 година. Сега тука е тоа прашање и мене што ме заинтригира, односно што треба да знаат и граѓаните, зошто и каде тој јавен долг од последниот квартал 2018 година, кој е 48,7%, ќе се зголеми на 54,2%, ама апсолутно без никакво образложение. Зошто, како и за која намена? Јас и на самата комисија говорев со бројки, барав да ми се даде образложение каде оди, односно зашто е тој дел на враќање на долгот, односно задолжувањето, враќање, каматите и остатокот зашто е употребен, и многу пати тука барам одговорница и од министерот за финанси. Значи, никогаш не говориме дека е проблем задолжувањето. Задолжувањето е потребно. И тоа беше една ваша флоскула која ја правевте дека со задолжувањето ние ја тониме Република Македонија доколку кога ВМРО ДПМН беше на власт. Не. Државата ќе се задолжува и понатаму. Меѓутоа треба да знаеме зашто тие пари, односно и остатокот и каматата ќе ги дават граѓаните за дали училишта, дали болници. Претходно јас и колегата бевме Брисел и учествувавме на една сесија, еве ќе искористам приликата да кажам, каде што сите пратеници од националните совети, националните парламенти, заедно со Европскиот парламент, говореа за фискалната рамка, односно 2000 и до крај на 2019-2021 година. И делот на поголема зафатнина. Со Брекзит знаеме дека тој дел треба да се пополни. Сите бе единствени. Сите држави една по една излегуваа и кажуваа, меѓутоа е важно што ќе дадат како додадена вредност за граѓаните. Не е проблем граѓаните што ќе добијат. Ние тука говоревме дека се зеле заеми од 797 милиони евра, односно информации ги имаме во Министерство за финанси, заедно со државни записи. Вратена е главницата од 457 милиони. И ние, кога дојдовме на власт, сме вратиле претходни долгови од претходната власт. Тоа си е нормален процес. Меѓутоа, оставивме нешто да се види што е сработено. Дали училишта, дали градинки. Ве молам, јас на буџет, знаете, сите барав со име, точно да ми наведат каде и во кој град и колку градинки се изградени. Јас таков список не видов до денес. Да знаеме 14, 15, 20 градинки се изградени. Значи, за тоа говориме. Граѓаните да знаат кај одат нивните пари. И кога говориме за јавниот долг, кога говориме за идното задолжување во 2019 година, а претходно знаеме дека се зел долг, се вратила главницата и камати, остатокот каде е? Таа проста математика. Каде е инвестирано? Вие гледате многу пати и ние гласаме за задолжувања што се потребни на Република Македонија, како гарант закони за од Светска банка кредити. Меѓутоа, ако видиме дека се инвестира во улици, патишта, јас доаѓам од општина Битола. Општина што беше критикувана во изминатиот период во делот на неработење. Меѓутоа, она што ќе остане запишано е и тоа што е направено. Тоа ќе биде од општина Битола. Нити вие, како влада, и парични средства не се издвоени за општина Битола, нити локалната самоуправа. Ништо. Апсолутно ништо. Ни училиште, ни градинка, ни улица, ама апсолутно. Слушнав само дека ќе се купеле филтери за во рек Битола. Да видиме. Доколку тоа се случи, навистина ќе честитаме сите.
ако е и една макар инвестиција. Почитувани колеги, немаме потреба повеќе да се деградираме никако пратеници, да си довикуваме. Наше е заеднички, секој и од својата општина, меѓутоа во рамките на буџетот, да се бориме да има повеќе парични средства, макар и задолжувања, меѓутоа за наменски, за училишта, за градинки, за инвестиции. Говориме сега, односно слушаме капиталните инвестиции е 1%. И точно што кажа колегата, слушам министерот вели не е сезона, сега 1%, затоа имаме таков процент на реализација. Срамота, подобро, никаква наканема изјава. Ама апсолутно никаква. Многу, јас се сложувам со нив, дадоа карактеристика во економијата на оваа влада. Авионот лета без пилот. Јас и давав совети од овде. Колку може да се слушнат? Ангажирајте луѓе што знаат да работат. Еве се радувам, од Германија ќе ви дадат советник, Белким ќе тргни нешто на добро. Така, ја поздравувам, навистина ја поздравувам таа идеја. Сите живееме во оваа држава и сакаме да има добри економски политики. Меѓутоа, никој не можеме да бидеме имуни дека говориме за зголемување на јавниот долг од 54,2%, па било усогласување со европската регулатива, така ни кажува заменичката, било во ред, ќе го стабилизираме јавниот долг. Ве молам, од 48,7 на 54 ќе го стабилизираме. Вие само се задолжувате, не знаеме зашто. Граѓаните апсолутно немаат видено каде се трошат нивните пари. Благодарам.